казните за нашиот стандард се престроги, значи. Говори се да се санкционира и за алкохол, и за брзо возење, и за све, но треба да се преземат некои мерки во однос на висината на казните, да се направи соодветна споредба со нашите примања и приходи, што доколку на некој му се изрече таква санкција, не е во можност да ја плати. Што ќе следува тоа, што треба да се преземат такви мерки. Се си има некои позитивни и негативни страни. Од една страна, нели како казнена мерка, у секој случај ќе придонесе кај некои луѓе. Меѓутоа не можете вие да очекувате од луѓе што земаат плата на 10.000 неко денари месечно да бидат казнети за сообраќаен прекршок на 30.000. Имам јас еден мој пријател, да речеме, кој што беше неко казнет со таква казна, не можеше да плати и сега е во затвор еден месец да ги одлежи тие пари. Ова од друга страна пак некој кој што има многу пари ќе си ја плати без проблеми, некој паќе се однесува исто како што се однесували порано. Ти со многу закони кои што денеска се донесуваат, има една позадинска цел која што не се објавува јавно, тоа е некој да заработи од тоа. Тоа мислам во денешни услови е правило, иако е тоа случај за такви банални работи, во секој случај не би требало да има поинаков тип на казна. Казните нека бидат помали према луѓето, примањата, да не бидат големи казните. За некој многу ситен прекршок брзо да го казнат некој за многу поголем прекршок само заради, речеме, што е некоја позната личност, дали од политиката или од културниот живот, да му биде прогледано низ прсти за многу поголема сообраќајна грешка, да речеме, каде што можело и да дојде и до загуба на човечки живот. Зависи како се возачите дисциплинирани. Тоа е важно за сите граѓани, за сите. Тоа изгледа дека повише за тие работи за казните, да се напуни буџетот, оти пензиите беа преферирани во четвртокот после пладне. Во петокот Комерцијалната банка и Стопанска банка нигде не ги сплатуваат. Појдете сега во банкава, ќе видите дека е митинг. Тамо од пензионери, што чекаат пензија.